Со сведочењето на пратеникот Енес Ибрахим од партијата на движењето на турците во Македонија, започна денешното рочиште за крвавите настани во собранието на 27 април. Пратеникот рече дека видел маскирано лице како оди кон Зоран Заев, видел дека го напаѓаат Павле Богоевски, а неколку други лица ги барале Мухамед Зекири и Фросина Ременски. Ибрахим рече дека се извлекол од толпата и отишол во заедничките канцеларии, откаде биле евакуирани во канцеларијата на пратеникот Владко Ѓорчев. Рече дека најчудно му било што пред канцеларијата видел двајца од насилниците, а кога им се обратил на полициските службеници, тие му кажале дека се нивни колеги, пошто ја затвориле вратата. Добивав псовки на турски јазик, дури некои ми велеа нема да те спаси ниту Ердоган. И на етничка основа ме псуја, не ќе да употреба се погрдни зборови, но за жал тоа се случи, пак повторувам, не треба тоа да се повтори ниту еднаш во оваа држава. По Ибрахим сведочеше поранешниот пратеник, а сега заменик министер за образование Петар Атанасов. Тој на рочиштето рече дека најсугестивен во своите закани бил пратеникот Крсто Мукоски, кој бил најубедлив во заканите и агресивното однесување. Целата ситуација на крвавиот четврток, како што рече, наликувала како целта да била физичко онеспособување на Зоран Заев, па дури и негова ликвидација. Атанасов пред новинарите не сакаше да го повтори она што го кажа како сведоштво, но рече дека во овој случај се работи за уривање на демократските начала. Мојот исказ денес беше во врска со втората точка за која јас говорев, дека во Република Македонија по изборите во 2016 година не беше дозволена демократска транзиција на власта. Значи некој употребил насилство, некој правел нешто. Судот денеска ги слуша сведочењата и на Хари Локвенец и Катерина Кузмановска. На минатото рочиште сведочеа поранешниот пратеник Никола Тодоров, пратеникот Весел Мемеди, премиерот Зоран Заев и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Обвинетите во случајот 27 април се товарат за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Тие пред судот кажаа дека го разбираат обвинението, но не се чувствуваат виновни. Следното рочиште за крвавиот упад е закажано за 19 месецов.